Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва во нашата редовна постојана емисија во потрага по вистинскиот збор ќе разговарам со интернационалниот мајстор по шах, во шах, Димитар Илиевски. Добро вечер, Илиевски, и веднаш да кажам дека во рацете ја држам книгата Димитар Илиевски, легенда на македонскиот шах. Автори на оваа книга се Ненад Батковски, вие, Димитар Илиевски и Љубомир Хаджи Манев. Сакам вие да кажете некој збор за оваа книга. Какво е тоа чувство кога сопствениот живот и кариера ќе го видите преточен меѓу корици во една книга? Чувството е прекрасно. Така. Значи, книгата моја излезе од печат 2017 година. Да. Најзаслужен за излегувањето на оваа книга е мојот драг шаховски колега и пријател Ненад Батковски, кој беше... И мој колега, новинар. Да, кој беше настојчив и го заинтригира мојата шаховска приказна. Оваа книга беше... Ова книга е биографија и автобиографија. Автобиографија, да, комплетно така. Добро. Книгата беше промовирана 2017 година на Илинден, на празникот Илинден, во општината Илинден. Повторно Илинден, да. Таму пред шаховски аудиториум се играше шаховски турнир во чест на именденот на општината. И мој промотор на книгата беше велемајсторот Владко Богдановски. Промоцијата беше извонредна. Така. Сега сакам да ве прашам повторно поврзано со оваа книга, бидејќи оваа книга, иако е лична ваша книга, биографска, односно автобиографска, сепак оваа книга всушност е и документ за историјата на македонскиот шах, бидејќи преку вашиот шаховски живот овдека има многу партии, многу настани кои што се поврзани со македонскиот шах. Па сакам да ве прашам, тешко ли беше да се навратите на сите тие години? Меморијата, сеќавањето, бидејќи човекот и ги заборава некои нешта. А меѓутоа оваа книга сигурно ме натерала да се вратите повторно. Тоа е точно. И да ги проживеете, што се вели, уште еднаш тие нешта, тие настани. Да. Прво, значи, требаше многу материјал, книги, шаховски партии мој да изберам за одбрани партии мои. Да. Значи, што ми се особено драги, значи, а и за биографски податоци се и се што, значи, материјал имав огромен, значи, припремено фотографии, се и се што, значи, претходно големи работи, поготово за изборот на партиите. Така. Тука во книгата е застапен нормално и мојот шаховски идол, Борче, братот мој, постариот брат, Борче Илиевски, кој е еден убедливо од најдобрите македонски шахисти и кој е запамтнет како единствен македонски шахист што ремизирал со Боби Фишер. Браво. Да ремизираш со гениален светски првак, како што беше Боби Фишер, требаше да играш и да се надминиш и да играш гениално. А Борче ја одигра партијата со Фишер гениално. Така. Сега веднаш да кажам дека видов една фотографија ваша, каде што вие играте шах партија со вашиот брат Борче, ама партијата братски дека ја завршивте реми. Така да никој да не се налути. Таа фотографија е од моето прво учество на сениорското првенство
на Битола во 1956 година, Така. 56 година, како третокатегорник настапив и јас го завзедов второто место, а Борче братот беше шампион по 5 пат. Така. Значи и така наслика сме кај што играме шах. Ајде да прашам јас вака. Бидејќи сите надпревари во спортот се измислени, да речем, се прават за да има победници. Се разбира, кога има победници, има и поразени. Да. Секој не сака само да учествува, туку сака и да победи. И тоа е за почит, за респект. Но, да прашам, како може една партија да се заврши реми? Се договоривте со братот? Не. Не? Објективно? Не. Објективно, значи, братот мој Добро. ме надигра. И ви попушти? Ме надигра стратешки, сега нормално. Да. Но ми понеди тој реми. Така, Вистина. ви попушти. Ми Братски. Попушти, али јас после му се реванширав, па јас бев подобар, па му... Па и вие му попустите. така, па еден сме во тој поглед. Тоа е братски. Братски. Сега само да кажам... И друго да кажам. Да, слободно. Значи, таа година бев јас втор, на првенството и ја освоив на тоа првенство втората категорија. Така. Значи, во Битола на првенство. Сега, следната година, јас бев шампион, а Борче братот беше вице-шампион, втор. Значи, се сменија улогите. Така. Тоа е посебно. Така. Така. Сега, Ученикот... сосем ви ја разбирам вашата љубов кон братот Борче, меѓутоа и фактите говорат дека тој бил врвен, извореден шахист, како што кажавте вие, Идол. ревизирал и со, Јас сум учел од со него. Фишер, но сакам да кажам и дека во оваа книга Димитар Илиевски, легендар македонскиот шах, има поместено во 16 партии. во делот Мала шаховска читанка, потоа одбрани партии на Димитар Илиевски, има и одбрани партии на Борче Илиевски, на вашиот и на брат, мојата покојна сопруга, која беше Велика една... Илиевска. Мојата сопруга беше една од најдобрите македонски шахистки. Така, значи едно шаховско семејство. И да кажам дека во оваа книга има уште и другите содржини, има мала фотогалерија, има еден дел со наслов Битолскиот бомбардер, Да. понатаму победи и во третата доба, бестрашен матадор на црно-белата табла, сето тоа Во сте Нова вие. Македонија имаше... Да. Има прилог и за најголемиот успех на турнирот Средба на солидарноста, за кој што подоцна малку ќе проговориме. Да. И првиот прилог во оваа книга е шахот, интелектуален и емотивен крвоток на човекот. Сакам сега да ве прашам, што е за вас шахот? Филозофија, стратегија, тактика, спорт, забава, Да. се во едно. Што е шахот за вас? За мене шахот е спорт интелектуален. така. Спорт, наука, Да, и наука. Така. посебно со математика, затоа што шахот бара добар и точен прорачун. После има психологија, кога се игра шах. Значи, прво, од противникот нешто така ќе со ова да ќе откриваш нешто. Например, пуш Добро. и му се треси раката. Значи, има страв. Така. Значи, не ова. Тоа имаше, мислам, Значи, поготово... психолошки го скенирате противникот. Психолошки, да. Има и со други, филозофија, шахот е исто филозофска. Некој вел дури шахот е и уметност, вика. Да, да. Креација е. Да, креација, поготово кога ќе се оствари една партија
за која се заслужни двата шахисти. Да. Да, тоа е остварување за во дует остварување. Чести се тие Со ефектни жртви така. и да се даде мат, тоа е фантазија. Така. Тоа сакам да го кажам дека често сме ги гледале тие слики, посебно во градските мала, во парковите. Да. Двајца играат, а 20 гледаат. Смотрачи, Да, наблюдувачи. кибицери. И тие кибицери, и тие сите велат браво, навиваат за едниот или Навиваат и другиот, за едниот. браво за одреден потек, бидејќи и во војна и мир од Толстој, ако се гледа Така. битката, боиштето, Да. тоа е како на шаховска табла. Да. Нели? Да. Коњите, топовите Да. и сите други Тоа кои е, што тоа е војуваат. точно. И во шахот, во шаховската партија, стратегија. Значи, прво треба да направиш план. План, да тактика. планираш, Така. планираш, стратешки. Секој потек. Ова ќе го жртвувам, ама ова ќе го добијам. Секој потек ќе го обмислиш. Целта на потекот, што е? Како да го надитриш, да го надмудриш противникот. Треба да планираш што ќе возврати, значи, Тој? противникот. Така. Што ќе игра. Така, Да се испланираат повеќе потези. Така. Не е едно, значи повеќе варијанти, повеќе можности. Така. И стратегијата, стратешки шах. Значи све да ги поставиш фигурите на најдобри места. Да. Значи да имат синхронизација фигурите. Да. Така да не си пречат една со друга, него да. Ајде да прашам веднаш. Некои велат дека има практичен и теоретски шах. Да. Вели, однапред ќе се подготвам и така ќе ја играм таа и таа партија. Но, плановите од дома не излегуваат на пазар. Бидејќи вие не знаете противникот, Противникот ќе одговори. како ќе ви одговори. Па тој каква има тактика Тоа е точно. кон вас? Значи, шахот се игра во дадениот миг, Да. во оној момент кога се соочуваат два противника. Да. Теоријата Добро? е многу значајна. Така? Теорија на Да. отварање. Да. Отварање, имаш повеќе Так, отварања. Од теорија на средишница, во средишница, кај што се прават планови, напад, одбрана, тактики, се и се што. И после теорија на завршница. Така. Завршницата, мајсторството посебно доаѓа до израз во завршница, финалето. Ајде сега, кога сме тука, веќе кога говориме, кој е тој потек што вие инстинктивно, би рекол рутински, по навика прв го влечите секогаш? Кој пиун од тие наредени 8 бели или црни? Како прво ви оди раката? Јас претежно играм. Како се отварате? 4 отворени игри. Добро. Ајде да им покажеме на гледачите. Кој потек го правите прв? Значи, првиот потек е 4. Значи, тоа е вашиот прв потек. Да. Добро. Еве, само да демонстрирам една мала После? кратка партија. Ајде. Кратка партија. Добро. Мојот противник, Добро. силен теоретичар, Добро. силен теоретичар, Фиде Мајстор од Бугарија. Добро. Ангел Грбачков. Добро. Игравме партија на меѓународен турнир во Ивајловград, Така. 990 година. Добро. Јас бев со пола поен пред него и ривал ми беше. Така. И сега, ако ме победеше, ќе беше пред мене. Така. Значи, Е4, тој се брани Тој вака се бранеше, добро? Карокан одбрана. Добро. Солидна одбрана. Д4 завземам центар. Добро, центарот го заземате. Да. Противникот ми игра Д5. Д5. Јас играм развоен потез, го бранам. За да го браните. Да. Пиунот. Варијанта измени, Тој зема. Тој зема, вие го земате него, така. И сега,
Противникот мој има можности разноразни, ловец овдека, тука, Да. но се определи овде за да игра следниот потек со коњот и да смени. Да ви го смени земе ова коњот. централна фигура Да ви го... во центарот оти. Да. Во почетокот на отварањето секогаш борба за центар. Така. И да се освои поголем простор. Убаво, еве, Тоа е добро. гледачите нека научат нешто И сега. гледајќи ова емисија. Пошто Добро. млад. Добро. Ова, јас викам, а теоретичар, Добро. реков, чекај, дали он ќе игра Аха, по шаблон теоретски, добро, значи, ова си го има замислено, добро, или ќе игра резонски. резон, добро, Тој го одиграв јас овој тактички потез кој не е за препорака. аха, Затварам ловец, затварам ова. Значи, подобро е, например, развоен потек. да, и вие да одите со коњот, добро, Развоен потек да не дозволам ЕП да игра и така натаму. добро, ама вие игравте сепак Али јас тактички тактички, добро, да го тестирам дали ќе игра по Добро. теорија, Добро. шаблонски или ќе игра резонски. И сега Натаму? на овој потек добро, на кралицата, тој одведнаш го одигра овој потек, нити гледа што му претам, и јас му дадов мат во шести потез. Тоа е страшно, кој изеде сите фигури ги фрли. не очекуваше тоа. Чекај, не гледа дека оти јас ова сум го играл и во Москва. А зошто го направи тој превид тој? Шаблонски, механички идеше? Не, теоретски, Теоретски. шаблонски. Нити ги гледате, нити ништо. Вака се да им објаснам на гледачите. Да. Изразивте желба и уште една друга партија, две партии само Уште се една договоривме. ефектна, убава. Ајде и таа да им ја покажеме Ајде сега. таа партија. Значи, ова... јас... Ајде да ги вратиме Да. фигурите Јас на, во Москва на турнир, своите места. противникот ми играше вака, го бранеше матот и реми партијата заврши. Во Москва, на меѓународен турнир. Ајде сега Е, другата сега, партија. Другата партија е ефектна. Тоа е И исто многу мат драга. во колку потези тој? Во 17 потези. 17. Ама ајде побрзо да идеме. Побрзо. Оваа партија ја играв на турнир во Сандомеш. Добро. Сандомеш. И ми е особено драга, затоа што ефектната моја комбинација ја гледаше великанот на светскиот шах Давид Бронштейн. Браво. И допринесе тоа да со Давид Бронштейн бидиме пријатели и цело време да дружиме на турнирот. Така. Значи, јас Ајде објаснувајте, ама побрзо. Е4, Добро. противникот... Тоа е вашиот прв потек, Да, добро. противникот германски мајстор Добро. Граул Добро. ми игра француска одбрана. Добро. Исто солидна одбрана. Добро. D4, D5. Добро. Коњ D2. Се игра и коњ C3, али може да се врзува и јас да го избегнам врзувањето, го играм коњ ова, оти не може да игра, ќе му нападнам со пион. Добро. Да. Зема. Варијанта измени. Добро. Јас земам. Противникот мој игра Добро. за промена. Добро. Јас не губам темпо, менувам. Менувате. Сега, во дилема е дали да игра со пионот да земи, да си ја растури констелацијата и тоа Добро. е лошо. Тоа е лошо. Или да земи со дама, што и тоа не е толку препорачливо. Да, јас играм коњ F3, за да се не може, отварате, добро. а и да претам да напаѓам дамата. Добро. И сега мојот противник игра многу слаб потез. Наместо да игра евентуално H6 да се брани. Тој оди со Тој игра ламферот. со развој на фигури. Добро. Јас ја напаѓам. Напаѓате кралицата. Да. Нема ова, тој игра тука. Добро. Јас ја напаѓам дамата. Значи, со напад на дамата Добро. ги развивам сите фигури. Тој дава шах, јас C3. Тој игра C6 да си прави одстапница на дамата. Добро. Дамата. Јас играм рокада. Рокада. Добро. Тој игра коњ овдека за евентуално да спроведи, да се ослободи мацот, има слаб ловец, топ, така. Јас играм топ
E1. Тој одигра дама C7. Дама C7, за да може после, ако треба, ако може, ама нема да може. Дама E2, да не може воопшто да спроведи. Да. Тој заостанат е во развојот, топот вон игра, ловецот вон игра, даминото крило Блокирани, да. Нема уште рокирано, а моите фигури се сите развиени. Так. Во оваа позиција се одлучи да игра рокада. Јас веднаш напад, прета мат. Да. Не може да игра вака, затоа што ќе губи пион. Да. Мора да го ослаби овај рокадниот. Рокадната тука е ослабена, затоа што има слаби полиња. Добро. Ловец тука, ловец овдека и така, кој ќе има. Јас одиграв со дама веднаш, за да почнам да претам таму кај што е најслаб. Да. Значи, тој одигра топ E8, за да може евентуално да се брани со конј или оваму, гледа дека јас ќе го напаѓам на кралево крило. Така. И во оваа позиција јас одиграв топ овдека, за да можам да претам. Да претам, да напаѓам и така. Значи. И тој, за да ми парира, гледа дека планирам јас такво нешто, игра конј B6. Оти на дама овдека ќе развие, ќе ме напаѓа. Сега, конј B6 е слаб потек, затоа што ловецот сега како коскав грло. Ловец F6. Да. F6. И сега тој си го игра овај потек, мисли дека ќе се враќам назад и се шета. Се шета. И во оваа позиција уследи ефектна жртва на дама. Во оваа позиција Бронштайн ја гледа кој е овој шахист, кој е овој што жртва дама. Дама, да. Честен збор. Да. Цело време ме гледа мене, даму. Ја дава дамава. Дамата. Дамата дава, затоа што овде е мат, мора да земи, али овај кралот е на линија кај што може со топот да даде ефектен мат. Тоа е прекрасно. Така. Прекрасно. Да. Ви благодарам. И ова, да. Да не ни отиде емисијата во играње шах. Ќе продолжиме со имам повеќе прашања подготвено. Животот е составен за жал, некогаш од славни моменти, но реков за жал и од болни моменти. Што посебно ве има заболено во животот на шаховски план, а што пак ве изненадило и се уште го помните како најголема радост? Во шахот. Што ве разочара прво, а што? Во шахот најтежок да не кажам бол осетив 74-та година. Добро. На турнир во Приморско. Јас на 2 кола пред крајот го делев првото место и имав шанси да станам интернационален мајстор, победник на турнирот. И во предпоследно коло јас играв со послаб противник. Но направив тешка грешка, значи во подобра позиција, значи добиена, да не речам, направив редослед на потези погрешен и наместо да добијам пион, изгубив пион. И ја изгубив партијата, изгубив све и титули и не можев 2 ноќи да преспијам бол. Значи може во мигот да се направи грешка, превид. Ма како не? Да. Како не? Тоа е секунда што ви кажа. Секунда. Значи редоследот го сменив редоследот и наместо да добијам пион, изгубив пион, ја изгубив партијата и крај. И за пола поен не ја
нормата за интермајстор не ја Интернационален исполнив. За пола поен. А обратно, кога не сте очекувале, а сте добиле радост, што посебно ви ја грее душата? Каде сте направиле најголем успех? Најголем успех ми беше во Катанцаро. Добро. Во Катанцаро. Играв решавачка партија Така. со победникот на турнирот. Така. Интернационален мајстор Зикики, шампион на Италија, там ми беше решавачка партија. Така. И таа партија ја играв во голем стил, стратешки, силно, го надиграв противникот и ефектна жртва, со ефектна жртва, тој ја врати тоа, али освоив пион. И тој пион беше решавачки. Значи, тогаш пионот ваму ви одзел, ама сега овде пионот ви донел. Ми донеше победа. Победа. Победата ми беше толку драга, затоа што со тоја нормата за интермајстор ја надмашив нормата за интермајстор и плюс тоа играв и симултанка во Катанцаро Така. за време кога го играв продолжението со Зикики. Така. Јас играв во една сала продолжение со Зикики, Добро. добиена со 2 пиони помалку дамска завршница, меѓутоа мораше да се пази. Така. А во другата сала организаторот ми организира симултанка на 25 табли. И јас му се извинив на Зикики, на противникот, реков извинете, ама непланирано организаторот ми преди симултанка. Јас не сум крив организатор. И сега игра, но него му годеше тоа, ако превидам, во него. И симултанката ја добив, И него го победив, значи дупло. Браво. И добив една, да не речам хонорар и толку висок за симултанката, 3 пати повисок него ли третата награда што ја освоив. Така. Ете, тоа ми е толку драго. Да ве прашам. Обично ние, кога сме деца, имаме разни желби. Некој сака да биде учител, некој сака да биде доктор, некој сака да биде пилот, некој фудбалер. Да. Вие кога посакавте да бидете шахист? На 12 години, На 12. на 12 години, кога се научив да играм шах, Добро. благодарејќи На братот. гледање кај што играат по старите браќа. Так. Братот Цане, Добро. кој беше 6 на битола, Браво. и братот Борче, кој беше шампион. Значи, вие сте шаховско семејство. Семејство. Так. Значи, првото, и сега јас го предизвикав Цане, како шестопласиран. Так. И го победив. Так. Тој со клоци, а да вика, кој те научи тебе шах? Ти ли мене ќе ме победуваш? Ти ли мене ќе ме тебаш 6 на битола? Да. А што е, 6 беше, али единствен пораз Борче претрпе од Цане. Тоа е, на првенството. Така, Борче ги тепа сите, само изгуби од Цане. Ама Цане изгуби од Димитар. А со Цане... Ама тоа е незаборавно. Так. И од тогаш почна, а пошто Борче беше уште тогаш веќе реномиран шахист, еден од најдобрите, и тој љубовта кон шахот. Но, и природна дарба, си викам сумот, осеќав дарба на почеток одма ти да бидеш втор на турнир, ова на битола, таму, имав природна дарба, Да, генетска. Ајде вака сега ја да кажам и да прашам. Почнувате да победувате многу повозрасни, поискусни играчи и сваќате дека шахот нема да ви биде само хоби, туку дека и сериозно ќе занимавате со шах. И правите еден неочекуван, несекојдневен потек. Ја напуштате битола, доаѓате во Скопје. Објасните им на гледачите зошто го направивте тоа. Како се случи тоа? Значи, морам увертира да кажам. Увертира, да. Јас бев 2 пати
младински шампион на Македонија. Така. 58 и 59 година. Добро. На младинското првенство на Југославија во Блед, 59 година, јас го освоив високото 6-то место, а играв со силни противници, меѓу другото го победив на тоа првенство на Југославија, кандидатот за прво место Драшко Велимировиќ. Да, тој беше познат. Да. Значи, него го победив, Браво. а и други силни шахисти, и од тогаш веќе бев силен шахист. Почнав веќе. 61 година играв прв пат на сениорско првенство на Македонија Добро. и бев четврти, ја освоив титулата првокатегорник. Браво. Значи, од тогаш веќе загризи во шахот. 62 година трагедијата што ми се случи во Отешево. То не можам да преболам. Ајде, кажете им на гледачите. Не можам да преболам, затоа што... Зашто станува Затоа збор? што играв во Отешево, Добро. во Отешево многу силно. Добро. Енергично шах, да не кажам, инвентивно, одлично. Добро. На 3 кола пред крајот на првенството, кандидати за освојување на прво место бевме издвоени тројца. Софрески, Васил Панов и јас. Софрески и Панов ми бегаа за пола поен. Но, во 13-тото фатално коло, тие играа меѓу себе и ремизираа одма. А јас играв со мојот колега, значи не шаховски, него и на правни факултет, Тошко Бојаджиев, кој беше последен на табелата. Јас го победив во долга завршница. Добро. Одлично. И се изедначив со број на поени со Софрески и со Панов. Исти број поени. Добро. Пошто тие меѓу себе ремизираа. Добро. И во последните 2 кола јас имав далеку послаби противници што ќе ги победев. Да. Не кажам Крстев Крум, јас него сум го победувал Да. едношто до пати, да не речам многу, и Лазо Јанчев. А овие моиве ривали, Софрески и Панов, требаа да играт со кандидатите за прво место, со Данов Киро и со Јоксич Синиша. И двајцата требаа да играт со тие противници. Добро. И сега, јас го победив, во табелата се внесе ова и јас прво се спремам вечерта за подготовки за со Крстев Крум, Так. за да играм ова. Регистрирано во табелата победата моја. Кога са бајлето пред колото, пред да играм јас, Добро. судијата добил вечерта некоја пријава, Добро. дека јас наводно сум ја договорил да ми ја предај партија последниот на табелата. О, флеле. Тоа е толку Да. бедно, тоа е толку ниско. Да. Јас Местенка. тоа е страшно. Добро. И тоа беше причина, Добро. значи, да, мене ме контумацира судијата, го контумацира и Бојаджиев, како може 20 да бидат контумацирани. Да. Да. И 8 души го видоа дека овај не е згодно за јас како провинцијалец од Битола да бидам победник. Значи напуштија 8 души го напуштија првенството. Почитуван Димитар, Да. ве прашав зошто Битола ја заменивте со Скопје. Тоа е храбра одлука ваша, животна. Животна одлука беше. 68 година беше за мене, мислам, значајна година. Јас тогаш во овај прв пат зедов учество на вториот меѓународен турнир Средба на солидарноста. Така. И на тој турнир, на кој учествувавме од Македонија четворица, Софрески, Нически, јас и братот Борче. Така. Значи, јас на тој турнир
прв пат дебютирав. Да. Значи, играв Реми со Лав Пологески, кандидат за светски првак, Да. трикратен. Да. И со Властимир Хорт, исто кандидат за светски првак. Реми партии, извоим, Реми со Матановиќ, Реми со Велемајстори едно чудо, силни, а го победив Нически. И сега, таа година, јас на македонската рейтинг листа бев 6. Прво и второ место Софрески и Нически, Добро. трето Васил Панов, четврто Борче братот и петто Данов. Јас 6. Јас не можев да се помирам со ситуација, јас го тепам Нически, она, ти да бидам 6. 6, добро. Предизвик ми беше, ма реков јас ќе се преселам од Битола во Скопје, Скопје. затоа што Скопје таму има турнири, ваму таму Так, повеќе так, шанси Так, за да се напредува. так. Напуштив управител на царинарница. Напуштив трособен стан. Жената моја покојна велика, вработена како учителка. Дојдов во Скопје да бидам обичен референт, посредно, од прво, последно место, во царинарница Скопје. Да живеам во една гарсонјера во Карпош 2 од 33 квадрати. Жената моја покојна 8 години невработена. Страшно, ужас, Се поради шахот. се поради шахот. Предизвик ми беше да бидам најдобар. Так. Прв. То ми беше предизвик. Затоа што јас сум ги победувал, да не речем скоро сите, силни великани сум тепал. Додека говорите вака, тоа е факт. Вие сте интернационален мајстор, стигнавте на врвот. Да. Цело време ми се наметно едно прашање. Мене, Добре. сопругата, што врсна шахистка, една од најдобрите, Да, така. таа најде разбирање. Знаеше дека јас имам дарба, шаховска дарба, силе, пошто играв брзо шах, брз преглед, ова, она, имав и така. Сакав да ве прашам, додека говоревте, цело време едно прашање ми е во глава. Што е тоа што Димитар Илиевски го има, а другите го немаат? Зошто ги победувавте сите овие други ваши противници? Што е вашата тајна, тоа тајно оружје што го имате? Брзо размислувате, имате добар преглед? Што е? Брз преглед. Брз преглед. Брз преглед. Брзо рачунам. Добро. И затоа симултанки кои ќе играм, Да. значи то, Во мигот. да, Да. брз преглед. И со Борче братот разликата таа не беше, што јас по темперамент, по природа, Так, играм то, играв комбинаторен шах. Так. Комбинаторен шах. Многу тактички, кај што има удари, кај што има ова. Но стратешки научив од Борче братот, стратешки да играм силно и откако ја простудирав книгата Сите партии на Капабланка и 300 партии од Алехин. Так. Тие книги Ви две, отворија други видици. тие сите секој ден во Скопје, кој се преселив, Како Библии. 2 години анализирав по една партија Так. од тие великани, светски прваци, Так. од Алехин и од Капабланка. И јас кога ги завршив, кога ги прочитав тие книги, јас и знаев дека сум веќе мајстор, дека имам јачина на мајстор. Так. Честен збор, самиот си знаев. Так. Да. Кажавте дека многу сте научиле од тие Книги. но, сега јас да прашам. Има ли некој што многу па научи од вас? Сигурно има некој помлад што Има. бил ваш следбеник, некому што сте биле учител. Оти често се случува ученикот и да го победи учителот. Така е, така. Точно е. Имам Има? доста, што е право, што им сум идол јас. Јас за шах. Так. Интересно, поготово што Некој ваш ученик имам ученици. ве победи? Или уште не им давате уште? Меѓутоа, Не им се предавате. стана носители на титули, меѓународни титули. Браво. Моите шахисти, ученици, многу сум горд на тоа.
Ете така. И уште едно прашање имам, бидејќи веќе доаѓаме до крајот на емисијата. Да. Како што кажавте, имате одиграно голем број симултанки. Имате учествувано на голем број надпревари. Кој е заштитен знак ваш? Кажавте за F4 отварањето ваше, така беше? Да, E4. E4, D4, али на симултанка играме разноразни. C4, разноразни. повеќе, за да не гледат овие. Јас во Македонија сум рекордер по број на одиграни симултанки. Добро. За популаризација на шахот. Сум одиграл 350 симултанки во земјата и во странство. Сум играл во Италија. Добро. Сум играл во Полска, во Германија, во Бугарија, во Србија, мислам Хрватска, во повеќе земји, али во Македонија најмногу нормално. Така. Можеме ли И рекордер сум. Така. И рекордер сум по број на учесници, противници. Така. 81 година одиграв симултанка со 58 шахисти. Тоа е страшно. 58 табли да се планира И тие 58 ги победивте? Па победив нормално високо. Нормално. Па да, ама не е баш нормално толку противници да совладате. Така. Така да сум по тие. Сакам да им кажеме на гледачите, посебно на младите, дека нема ништо да изгубат, напротив, само ќе добијат ако играат шах, бидејќи, како што кажавте пред малку, благодарејќи на шахот вие многу сте патувале. Значи, има многу надпревари, многу турнири, но најбитното, со тоа постојано вежбање на умот, така, таа умствена гимнастика, тие ќе станат и посигурни, и похрабри и во секојдневниот живот. Јас барем така мислам. Тоа е точно. И за мене шахот е живот за мене. Така. Искрено речено. Така. Тоа е. Еве сега ќе го замолам интернационалниот мајстор Димитар Илиевски со еден од овие фломастери, еве, да речеме со сината, овде да ни напише нешто како мисла, како порака на овој лист и да ни се потпише, бидејќи тоа не е само спомен, туку ние планираме да направиме една изложба на овие пораки од учесниците на нашата емисија во потрага по вистинскиот збор. Па напишете ни нешто за шахот, што сакате по ваш избор. Ајде, шахот е? Јас, искрено речено, Добро. Морам да ја спомнам. Добро. Анита Бошкова. Добро. Писателка. Да, поетесата. Знаеш, поетесата. Да. Таа ни посвети песна за шахот. Ја прочитав, ја знам, ја видов. Нели? Да. За Борче братот и за за вас, така. Животот, како напише она мајко му? Не мора она, вие сега овде напишете ми. Животот е шах. Во таа смисла, она рече. Леле, да играш, не. Добро, не мора нејзиното, напишете ни ваше. Да. Има во шахот, како и во животот, и порази, и победи. Има све. Све. Ајде, напишете ни, зашто веќе сме на самиот крај од емисијата. Шахот е моја вечна љубов. Да. Тоа се гледа на вистина цел живот. Вие вечна љубов
другарувате, братувате со шахот. Тоа е точно. Да. Шахот е моја вечна љубов. И потреба, и порив, и страст, Љубов. и се друго. И предизвик. И шахот е живот, така. И живот, да, напишете. Шахот е живот под него. Да. Тоа е точно. Да. Да. Јас сум го посветил цел. Да, напишете го. Шахот е живот. Најтешко ви беше да ми напишете поракава, да знаев че ве натерав уште една партија за тоа време, че одигравте. Бидејќи тоа шахот е живот, подпишете се само. Бидејќи тоа полесно ви оди. Лесно ми оди шахот. Да. Добро, ви благодарам и сакам со рака. Јас мислам дека е Димитар, супер. Мислам ке ти е драга книгата, да ви вистина. честитам, ви Вистина ке ти е благодарам драга. и за подарокот за оваа да, книга, ваша биографска, автобиографска. Така, моја вечна љубов. Нема.